30 минутите за темата на денот. Мој вечерашен гостин Јана Белчева Андреевска. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Шанса за центар без шанса за избори, или? Па јас мислам дека нашата шанса за избори е тука и дека не смееме да ја пропуштиме. Добро, имавте пред некој ден реакција. Што по одлуката на Уставниот суд сега? Јасно е дали може да учествуваат независни листи или нејасно е? Се отвори една правна празнина. Ние бараме да се произнесат прво институциите, во исто време бараме Собранието и Министерството за правда да ги донесат измените со кои ќе се определат условите за настап на независните листи на следните локални избори. Иако во изборниот законник се споменува на повеќе места дека група на избирачи, граѓани и така натаму може да учествуваат и активно, не само пасивно, нели во смисол на гласање, сметам дека нашето учество на локалните избори не е исклучено, но не се пропишани до крај условите. Сега оваа правна празнина очекуваме дека во најбрз можен рок ќе Собранието ќе ја усвои и ќе направи работна група, но она што бараме, сите измени до сега кога се правени и она, да речам, измена така швейцарски малку, што се протна пред минатите парламентарни избори, а која го подигна прагот за собирање на потписи на максимално ниво, се направи без никаква јавна консултација и без никакво вклучување на најзасегнатите, а тоа сме ние. Овој пат во работната група која ќе ги прави измените во изборниот законник, бараме да не вклучат и нас, да го кажеме искуството од досегашните избори, за да може да учествуваме со предлози кои конструктивно ќе помогнат тој изборен законник да добие форма со која еднаквоста и демократските права на граѓаните ќе бидат заштитени. Добро, таа рамка која сега е укината беше, мислам, на 1% од запишаните по општини, од запишаните гласачи, имаше рефлексии некакви на парламентарните избори. Да, таа се однесува и на сите кандидатури за независни. Меѓутоа, дали според ваши анализи некои тоа немаше независни листи, независни кандидати на парламентарните избори, а и измената се направи непосредно од кога веќе беа распишани парламентарните избори минатиот пат, така што таа измена се провна помеѓу на голема, да речам, празнина која се создаде заради личните документи кои доцнеа во тој период, па они за да со старите лични документи им дозволат на граѓаните да го остварат своето право на гласање, го направија и оваа промена. И сега Уставниот суд пресуди, ја укина, што значи не се враќа претходната. Со препорака да се... Да, со препорака Собранието да направи нови услови. Она што ние дополнително го бараме не е само промената на бројот на потписи, туку прво бараме да се смени и бројката да биде некој 50-100 или ако ми дозволите да споредам во некој од европските земји, Австрија и Белгија имаат барање меѓу 200 до 500 потписи зависно од големината на регионот. Финска со 10 потписи, па дури и во малите општини со 5 потписи дозвола. Германија максимум 200 потписи, Данска меѓу 150 и 200. Грција 12 потписи, Естонија и Франција немаат ни барање за потписи, што значи дека само кандидирање на граѓаните. Таа законска решение кога се носеше, мислам дека така и немаше никаква дебата, ама дел од објаснувањето беше на иницијаторите дека да не се создава хаос, секој да може да прави листи со 10 или со 15, со 20 потписи, затоа е да речеме... Јас се согласувам, ама тоа за таква фрагментација на гласачкото тело не би била секако пожелна, ама тоа не значи дека треба да се исклучи можноста и на оние граѓански иницијативи кои со години делуваат и кои се сериозен политички елемент во државата да имаат своји кандидати. Ако се навратиме 21 година за време на локалните избори, тогаш дури 33 независни листи се појавија на територија на Македонија. Имаше 56.000 вкупно гласови кои ги добија независните, што е сериозна политичка сила. Тоа секогаш има постои прашањето зошто граѓанскиот сектор не се трансформира у партија, на пример, па да учествува. Па да ни била условите се полесни, барем од претходната законска рамка. Пазете, во овој момент за партија се бараат само 1000 потписи и тоа на 4 години. Ако си член на партија и кандидат на
избори, тогаш имаш поголема можност за пристап до ресурси и така натаму, но ние и за тоа бараме да се дискутира во работната група, односно да се дозволи и пристап до медиумите и до финансиите на никаков равноправен и подеднаков начин, така како што го бара тоа и ОПСО и ХР, но како што и Македонија во меѓународни документи го има прифатено. Она што дополнително бараме е собирањето на потписи да не се одвива само во канцелариите на ДИК. Заради тоа што канцелариите на ДИК најчесто се наоѓаат во канцелариите кај што се општините или таму каде што граѓаните баш ќе бидат идентификувани. Никој од граѓаните не сака да се види однапред за кого ќе го дадат својот глас. Ова е мала средина. Ако зборуваме за Скопје, може би и на за независната листа значи и подршка на глас. Тоа не мора да значи. Па добро, ама не сакаат граѓаните да одат секогаш во институција за да може да Добро, како на пример би ги собирале потписите? Па така како што во Хрватска се правеше, така како што во Србија се правеше. На јавен простор имаше простори кај што граѓаните ги запишуваа своите податци, се потпишуваа, потоа институциите само ги верификуваа. И тоа не е случај само, еве ја најблиските земји ги кажав, низ Европа е многу почесто собирањето на потписи најавено отколку институционален. Ќе се постави секој прашањето на веродостојноста на тие. Секако институциите после тоа треба да ги проверат и таа листа да биде проверена, исто како што ги проверуваат документи, ама нема... Едно е да потпишете пред орган, а друго е да потпишете пред Да, само замислете вие на граѓаните во помалите места или во руралните места, не вака во урбаните како што е општина центар, кај што е достапна, кај што мобилноста е овозможена, кај што секој може да стигне во 7 квадратни километри, секој може да стигне до канцеларијата на ДИК, која патем се наоѓа баш во бараките на општина центар, ама што станува со некои дисперзирани општини кај што имаме рурални места и вие ако размислите дека тие луѓе кај што нема јавен превоз треба да допатуваат за да дадат поддршка на независните, тоа навистина го отежнува процесот. Би рекла само дека ние бараме и периодот на собирање на потписи да биде поголем, да се прошири на 30 дена, но и она што го видовме на минатите локални избори како сериозен проблем и недостаток, на листата на избирачкото ливче, граѓаните не можеа никаде да го прочитаат името на групата, односно групата граѓани не беше наведена како, например, во нашиот случај шанса за центар, туку само носителот на листата, а знакчето однапред требаше да биде препознатлив знак на групата под која сме ние, под која делуваме. И мислам дека тоа би морало да се... Сега на пресот чинам 7-8... Ние бевме 8, со тоа што во меѓувреме се јавија и други независни од други општини кои даваат поддршка на иницијативата за која се... Очекувате нови локални избори да имаат политичките партии повеќе се соочат со независни листи отколку меѓу себе, да речем. Јас искрено мислам дека политичките партии сериозно го губат кредибилитетот во кај граѓаните. Ние на минатите избори од 50% во некои општини имаше со 30% само они добија гласови за да може да формираат општински совет или да изберат градоначелник. Тоа е многу слаб легитимитет. И насекаде низ Европа граѓанските листи се токму извираат заради тоа што има големо незадоволство од партиската политика, да речеме, или од она на кој начин системот се движи или се формира и реформира и така натаму. 4 години дел од локалните власти или претходно бевте на листи? Така, јас бев претходно на листа во коалиција, која ја напуштив и потоа продолжив како самостоен независен кандидат. Овој пат ние имаме систем на ротација, јас бев 2 години, па се ротиравме, па нови луѓе влегоа и така. Прашањето ми е повеќе во друга насока, до искуство е колку идеи до сега. Се поставува прашањето што ефект има, да речеме, граѓаните кога би гласале за независни листи? По кој знаат дека може да влезе еден, двајца, може да не влезе никој. Сега, мислам дека суштинската работа, зошто независните не се посакуван, да речам, елемент, заради тоа што ние наместо по партиска агенда, повеќе по граѓанска агенда се водиме. И таму една друга слободна мисла, она што ние ги учиме партиите, ги учиме на никаква одговорност. Ги учиме на тоа дека тие не треба само да ветуваат, туку и да исполнуваат. Ги учиме на никаква меритократија. Ги учиме на тоа што значи транспарентност. Сите тие работи се некакви наследени процеси кои се жал. Па многу слабо учат. Ја морам да ви кажам вака најавно и јавноста нека знае, нас многу работи ни се случуваат во системот како пропаст, да не речам дека ние гледаме некаква
како да речам, системска стагнација, ева, да не Затоа речам ве прашувам, што дека ефект имаат граѓаните кога би гласале за независна листа, особено ако знаат дека во ситуација Па едни од промените двајцата кои- ќе биде можност за формирање мнозинство, совет, па тука секогаш се во игра интереси, па некаде можеби и пари, Па ние мора да го некаде- разбиеме тој мит дека не Затоа можеме велам. да ја направиме промената. Напротив, ја мислам дека шанса за центар не е така невидлива во јавноста со се она што го има до сега направено и што покажува дека ако сме активни ние како граѓани и можеме да ги Генерално, пошто вие сте само еден имало независни, и у други општи. Да, и напротив, мислам дека и сите други делуваат, дури и некои што не добија или добија па потоа, например, во Тетово, како групата која доби 3 советнички места, па потоа советот се распушти за да може на нови избори на 30% само гласачи излезани да независните не добијат ниту еден советник, ама тоа не ги обесхрабри да продолжат да делуваат и да се залагаат за она што навистина е граѓански интерес, заради тоа што многу често ние ги гледаме политичките непријатели кои навидом вака го како да речам, социјалното ткиво некако го растргнуваат наместо да го обединуваат, таму зад затворени врати се договараат, исто како што измените во изборниот законник ги направија со договор помеѓу најголемите политички партии. Пред 2-3 дена слушавме на Вин кога господин Новаковски кажа дека во работната група за изборниот законник не учествувале големите партии, а се договарале во позадина. Тоа истото ние го гледаме во Советот. И што е резултатот после тоа? Нормално дека имаме нормализација на некаква ненормална ситуација. Градот пропаѓа и ние се чудиме од каде. Па тоа е од институционалната ерозија, од таа немок која ја покажуваат институциите. Просто да не може да верува човек за кого тие работат. Дали работат за нас како граѓани да живееме по-достоинствен, по-безбеден, по-квалитетен живот или исполнуваат некакви туги агенди и интереси. Да, Она што морам да признам дека ние како независни го направивме, прво отворивме еден транспарентен и партиципативен процес. И тоа претходно не беше да речам усвоена пракса. Ние ги научивме дека сите одлуки што ги носи Советот, јавноста ќе биде запознаена за нив. И тоа мислам дека е голем напредок. Замислете, сега една мала работа ќе ви кажам. Граѓаните и не знаат дека, например, Советот носи одлука за тоа дали во градинките бројот на деца по групи ќе биде поголем од законски пропишаниот. Ева сега помина пред 2 дена во општина Центар таква одлука. Па потоа кога ќе има проблем во градинките и кога ќе бидат преку бројни децата, кој ќе носи одговорност за тоа? Да не речам колку ние за мерки за заштита и спасување, за урбанистички планови, за губење на зеленило и за продажба на државно земјиште, сме отвориле дискусија и сме барале транспарентност или сме објавувале преку порталите кои ги користиме и преку нашите веб страни и мапи кои ги дадовме на јавноста, што е сериозен напредок и исчекор кон некаква нова демократска вредност и нов принцип на работа. Изборите се ни секако во најава во октомври, така да ќе имаме дополнително шанса да зброиме. Благодарам за ова вечерашно гостување.